Најновите резултати од анализата на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет, според кој досега од источниот регион на државата се одселиле над 320.000 млади лица, работоспособно население и цели семејства, представуваат само уште една официјална потврда за континуитетот на иселеничкиот тренд. Мотивите на оние млади кои заминале трајно од 11 општини од источниот дел на државата се пред се економски, потврдува истражувањето кој ги селектира Пехчево и Виница како општини кои биле зафатени од најсилниот иселенички бран во последната деценија. Саше Цветковски е млад семеен човек кој во неколку наврати пред затворањето на границите поради пандемијата со COVID-19 престојувал во повеќе европски земји. Зошто заминал? Да, платите се далеку поголеми од тука. Без разлика, меѓутоа иднината на моите деца сепак ја гледам далеку на страна во однос на тука. Условите, начинот, ова сега моментална ситуација не ми дава некоја посебна позитивна мисла дека може да биде подобро време да дојде во иднина. Некој размислување мое е дека полека доста време тапкаме во место во однос на други држави кои што поминалеа транзицијата, кои што некои потешко, некои полесно. Освен економскиот момент кој го рефлектира слабиот семеен буџет на младите, велат дека се иселуваат и поради девалвацијата на вредностите во општеството во кое се живее, големата партизација, неажурноста на институциите, лошата животна средина. Она што најповеќе ги иритира младите според представникот на ова генерација е претераната исполитизираност на населението во нашата држава, која според останатите европски земји е непотребно пренагласено. Значи, посебно е еден пример, ќе ви кажам за Чешка, баш што го приметив, е тоа што 5-6 души ги прашав со некои што работев, кој ви е министер за надворешни работи, кој ви е министер за внатрешни работи. Луѓето, обичниот граѓанин, воопшто не е запознаен со тоа. Значи, воопшто не знае ниту колку сакаш прашувај го. Он само може би слушнал за својот премиер и толку е. Си ги брани интересите на својата држава, полицијата секогаш си е на страната на народот. Тоа е. Многубројни се примерите за иселување во странство и на лица што во земјата се економски ситуирани. Кон емиграцијата на младите луѓе придонесуваат и појавата за девалвација на вредностите во општеството и големата партизација на администрацијата. Цветковски коментира за собствената постапка доколку наскоро се случи отварање на граници. Иднината на моите деца и за иднината на мојата фамилија во секој момент би заминал. Значи не кријам, али мора да сватиме дека и таму не е мед и млеко, дека и таму мора да работиш, место да работиш 8 часа, да речеме, сигурно дека ќе работиш по 10 до 12 часа за да можеш нешто од нула да почнеш да постигнуваш, значи скала по скала да се качуваш во живот. Инаку споменатата анализа направена пред една година пред најавениот попис на населението во Република Северна Македонија, досега како македонци емигранти во развиениот свет се декларираат околу 600.000.